Добро вечер. Време е за најновите информации од културата. Во Музеот на Македонија се отвори спомен соба на Вера Кличкова, основачка на етнолошкиот музеј и пионерка во создавањето етнолошки филмови во Македонија. На настанот беше прикажан и биографски филм за животот и делото на Кличкова. Спомен соба на Вера Кличкова, основачка на етнолошкиот музеј и пионерка во создавањето етнолошки филмови, беше отворена во Музеот на Македонија. Во спомен собата се презентирани и реставрирани оригинални предмети, документи и лични предмети, како и мебелот од канцеларијата во која Кличкова работела како директорка 26 години. За време на раководството со етнолошкиот музеј, Кличкова достигнала бројни успеси и придонела за значајни напредувања во организацијата и работата на музеот. Да, е првиот етнолог, образован етнолог во Македонија, највозрастниот, но и најзаслужниот за сите за колекциите што денес ги имаме не само во нашиот музеј, музеј на Македонија, туку и во музеите во Македонија. Представуваме денеска филм за Вера Кличкова, биографски скромен филм, не многу амбициозен, но мислиме дека и како значаен, како и собата која за чија реализација во постојаната поставка го реставриравме намештајот во кој во канцеларијата каде што таа работела цели 26 години. Се заложивме прилично пред се незини современици на Вера Кличкова беа со своји изјави учествуваат во филмот. Тие што ја познавале и што сме многу благодарни заради возраста, а сепак успеа да бидат информатори во филмот. На промоцијата беше прикажан и филм посветен на делото на Кличкова, за значењето и низините достигнувања во етнологијата и музеологијата, зборуваат низини современици и колеги, со што се надополнува сликата за целосната посветеност и љубовта кон професијата, како и низината значајна улога во целокупниот општествен живот во Македонија. Инаку Вера Кличкова се залагала за ширење на музејската мрежа низ државата. Патувала во поголемите градови Битола, Прилеп, Штип, Тетово, каде концепцијски помогнала за формирање на музеи во истите градови. Во Музеот на град Скопје е отворена изложба фотографии секојдневен живот. Представени се 60 фотографии од тројца локални аматерски фотографи Хусамедин Гина, Лейла А. Куртов и Ердем Ахмет. Преку објективот на авторите, публиката ќе може да ја доживее убавината на обичните моменти од секојдневието, пренесени со искреност и естетика. Целта на изложбата е да се поддржат локалните уметници и да се зајакне културната размена и поврзаност во заедницата. Јас како жена секогаш инспирацијата ја наоѓам во жените и јас сум родена во Скопје, израсната во Скопје, но се преселив во рурална средина, значи во општина Конче, и секогаш инспирацијата ми биле тие таму жени, бидејќи е навистина богата средина со богата култура, традиција. И така дојдов до идеја да ги фотографирам она што они тие го работат, да кажеме, секојдневно и по она што се познати, тој крај што е познат. Кај моите фотографии, ако ги приметите, има сенки претежно, затоа што луѓето се претежно во сенка. Немаат идентитет, немаат лице, тоа сме ние, ја, ти, камерманката и така натака. И нормално ја гледаме позадината, позадината е Скопје. И кога ќе ставите одреден субјект во Скопје, секој се препознава во тоа. Ќе се праша дали ја поминувајќи ја бев слика. И тоа е убавината на стрит фотографија, затоа што го доловува секојдневниот живот. Сум новинар по професија, хоби ми беше секогаш фотографирањето и досега сите фотографии ги постирав на социјалните мрежи. Меѓутоа еве сега со помош на Турскиот културен центар во Македонија, прв пат сме на ваква изложба со што сум многу задоволен. Како и вашите колеги, така и вие се представувате денес со 20 дела. Како се одвиваше целиот процес на подготовка на овие ваши дела? Бидејќи сум љубител на на природата, секаде кај што одев во природа, сликав пейзажи и тоа за мене многу значи. И тука во моите дела, моите пейзажи можете да видите и сакав во некои од пейзажите да покажам дека ние сме дел од природата, треба да ја чуваме природата.
Утре во камерната сала на Филхармонија ќе се одржи 11-тото издание на Виолин Фест, фестивалот на млади виолинисти. На сцената годинава ќе блеснат виолинисти од Македонија, Србија и Косово, а ќе ги придружува пијанистката Марија Вршкова. Настанот е отворен за јавноста, а влезот ќе биде бесплатен. Ова 11-то издание на познатиот фестивал Виолин Фест, фестивал кој што ги промовира младите виолинисти од регионов, ќе се одржи на 9 јуни во 20 часот во камерната сала на Македонска филхармонија. Влезот е бесплатен. Ќе настапат млади талентирани виртуози од Македонија, Србија и од Косово со виртуозни композиции напишани од најпознатите композитори кои твореле за виолината. Значи тука ќе се чујат композиции од Паганини, Сарасате, Брамс и останати. И би сакал да ја поканам цела македонска јавност која што е во можност да присуствува на 9 јуни во камерната сала на Филхармонија во 20 часот, дека ќе ми биде мило доколку е присутна. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.